Јас ќе ви кажувам пак како ние ги гледаме работите, што мислиме ние дека треба тоа да се направи. Ова вака. Прво, Европската унија. Европската унија е еден клуб или еден клуб, друштво, што има услови за да може човек да стане член од овој клуб. Овие услови се 10, 15, 20 без разлика. Ние ги добиеме на хартија, еве 20 услови. Ние треба да ги исполнуваме овие услови да влеземе во овој клуб. Енде, тука завршува муабетот. Има услови треба да се исполнуваат и после ќе станеме член од овој клуб. Ова како јас ја гледам Европската унија. Како јас ја гледам позицијата на Македонија со Бугарија, позицијата на Македонија со останатите држави. Јас гледам дека во изминатите години ова ќе пробувам да го кажам на да кажеме прост начин, затоа што знаете дека македонскиот јазик не ми е мајчин јазик. Ние ни фалат, значи, кога почнаме да пишуваме договори со Грција и со Бугарија, луѓето што биле дел од тимот што ги има напишано овие договори, он може да биде докториран од Оксфорд и од Кембридж. Значи, сигурно има ниво на образование што го нема никој друг во Македонија. Тимот, македонскиот тим што отишол таму. Ама овој тим што е тоа хипотетички јас предпоставувам, кажувам, примере, ако е од Оксфорд или од Кембридж, му фали реалното искуството во живот и во политиката како се решават ваков вид на проблемите. И сега, не може јас да земам еден од тука, што заврши факултет, што го пуштам во Англија, во Америка се научи, па после го пуштам да работи во Германија толку години да се добива искуство, па за дојде да ми решава проблемот врзан со идентитет и врзан со state building. Ова мора човек да има добиено искуство од слични ситуации во други држави во светот. Како, например, случајот со Норвешка, Данска, случајот со Шведска, Финландија, случај со Либан и Сирија, случај со Израел и другите држави во Блиски Исток. И од тука се гради пракса, искуство, ке гледа со очи како функционира и како се прави ова, па после ке дојде ке го имплементира во Македонија, не кажувам против, ама еве со нашиот кейс со Бугарија, со нашиот кейс со Грција во овој аспект. И затоа јас не и секогаш кога работиме, јас си гледам мојот двор, јас ќе средам моите задачки, мојот домашно. Што е мојот домашно? Мојот домашно е да исполнам условите на клубот, да можам да бидам член, и имам домашно да ги средам односите со соседните држави што јас ги имам. И затоа кажувам, се е до пристапот и се е до како се презентира или како се презентира или се објавува овој проблем кон македонскиот народ.